And welcome back. Now, right from the start, I'm going to tell you this will be in Macedonian. So if you're not Macedonian, if you don't understand Macedonian, I'm sorry, but I have to do this. It's about an ancient civilization kind of talk, and it's kind of like leading people away from even thinking that there's another possibility, which is a Christian worldview. And so I had to do this, so you would have to forgive me, but maybe I'll do something about like this in English soon enough, you know? But for now, I do have to address my Macedonian population because I think it's important. And I think the trend, although it's kind of stagnating, the trend of Hinduism and Buddhism around the world, which it doesn't make sense if you ask me, but I do have to kind of create a pushback on this one as well, because I don't agree with much that has been said, and not much has been said in this video, believe it or not. But sorry, I'm going to start talking in Macedonian right now, so you are free to surf the internet and find something more interesting to you. But за моите македонци, сакам да се обратам и да направиме едно следење на канал кој се вика Татунчо. Интересен канал, ќе ставам линк во опис доле, но некако го обработува се и се гледа дека и што е окей, се гледа дека е пристрастен кон неговиот светоглед, кој мислам дека е хиндуизам или будизам или агностик. Знам за сигурност дека е деист, но знам и за сигурност дека не е христијанин. И ова што го прави сега е окей од негова перспектива. Јас мислам дека треба да има pushback и треба, ако ништо друго, барем да се представат некои работи кога во моментот тој не ги представува од христијански светоглед. Ништо против него, мислам дека е супер, треба да продолжи со различни видувања на светот и различни светогледи, но има и време и место кога треба на нешто да се направи pushback и да се притисне назад, односно едноставно да се представи на луѓето и уште еден друг светоглед или објаснување за тие работи што ги зборува он. Океј? Интересно е што во неговото последно видео што го видов присуствуваше Сашо Ендровски. Значи, човек кој доста е запознаен со тоа што јас го работам. Он имаше и лична комуникација со Аристотел Тентов, не знам за Томе Бошевски, предпоставувам, и го знае начинот на размислувањето на Тентов и на Бошевски, што му дава одредена предност секако, но јас би рекол не и апсолутност, односно ексклузивност во тврдењето на тоа што е писмото и како треба точно да биде читано и се тоа се уште треба да се обработува и затоа го работам ова што го работам. Но сега ќе биде нешто многу по-друго и различно ќе биде од тоа што до сега го имам направено, ако ги следите видеата до сега. И затоа каналов ми се вика Радикален светоглед. Значи, не сакам да се фокусирам само на каменот од Розета, но тоа ќе биде гротото од работата. Тоа е мојата, ја мислам, животна мисија и тоа е моето животно дело што го имам направено и што ќе продолжам да го форсирам. Сепак, постојат и други теми кои се важни и затоа мојот канал се вика Радикален светоглед. Радикален светоглед од аспект на тоа во денешниот свет радикалност е да си христијани. И ако тоа е више малци мејнстрим, што е супер, што е совршено, но знаеме дека нема да остане така, ако сме христијани, го знаеме крајот и како ќе биде се тоа, и затоа треба да постојат вакви видеа. Океј, доста од мене, знам дека преку глава ви е сега, и затоа сакам да го представам видеото од Татунчо. Татунчо is a good guy. He's an honest guy. Изгледа малце изморено. Татунчо, треба малце да одмориш, брат. Тежок е животот, знам, но треба малце и знаеш.
chill, relax. Океј. Ќе го видеово го почнав да го гледам едно можеби пола сат и многу е кажано, но ништо не е точно ништо не е конкретно заклучено. Знаеш, некако те оставаат на себе да си нагаѓаш што може тоа да значи. И никако тоа не те води кон нешто конкретно и апсолутно и логички следствено. За да го сознаеш објективното и апсолутното. Разбираш, они говорат за некој универзален ум, но потоа се надоврзуваат со работи што се спротивни во своите тврдења, како на пример татунче што го спомна Брама и не знам други некои хинду божества. Разбираш, тие во нивните светогледи и религии немаат апсолутни божества. Значи нивните божества секогаш има нешто над. Во грчките божества, ако ви текнува, тие се мора да бидат под судбината. Значи има нешто над нив секогаш. Во христијанскиот светоглед апсолутно нешто и објективно, односно прв двигател за сите работи, тоа што Аристотел го збори е самиот Бог. И тој е апсолутен и објективен. И од него доаѓа објективноста. Океј, ќе пробам да не се уклучувам толку често, но ќе пробам. Океј, alright. Одиме со древни цивилизации и еволуција на свеста со Сашо Ендровски. Let's see. Време по појавувањето на серијата древни астронаути или Ancient Aliens, како сакате кажете, значи по појавувањето на книгите на Сичин и на Деникен. Мислам дека тоа е една тема која што е многу интересна, многу жешка и многу луѓе истражуваат околу неа. И во Македонија мислам дека освен мојот канал и освен твојата работа, речиси никој друг не се занимава со тие теми. Па не задолго. Да почнеме од тоа, Саша, значи за кој временски опсек зборуваме кога велиме древни цивилизации? Временскиот опсек е многу тешко да се одреди на земјата затоа што е проблематично да се каже староста на една одредена група на остатоци од древни цивилизации. Иако науката смета дека точно може да датира со карбонската метода на активирање на датумско датирање, мислам дека како да го споредам, тоа имаме свеќа која што е запалена и горела неколку часа и ние од тоа треба да одредиме пред колку часа се запалила. Ако знаеме дека за еден час ќе изгори саат, за еден саат ќе изгори 1 сантиметар, меѓутоа ние не знаеме колку била голема свеќата. Тука е мислам дека тука сака Сашо да каже они го сметаат староста на одредена органска материја со тоа што сметаат распаднување на атомите и со тоа правење изотопи, одреден број на изотопи или колку се тешки тие изотопи, колку имаат молекули во нив, колку што памтам од средно. Не знам дали тоа мисли, но мислам дека тука е право. Значи, ако одредиш пример за толку и толку време се распаднала оваа материја, но не знаеш со колку изотопи стартувала таа материја. Така да не можеш, тоа е релативно што го кажуваш ако више одредуваш со C14 или C12, мислам дека методот се вика. Проблемот во тоа датирање. Значи, ние денеска ги гледаме само остатоците од едни древни цивилизации и имаме митологија која што се наследува со генерации, која што е влезена како бајка, која што некаде се проучува, некаде не се проучува, без некои објаснувања, и имаме објаснувања во врска со древни стари градби кои што ги граделе робови, ги тегнале сојажиња што не се вклопува во начинот на физичката константа и развој на физичките закони во овој период од развојот на земската цивилизација. Значи, знаеме и свесни сме дека имало потоп, се смета дека тој потоп бил пред 12.500 години. Чекај, и ние сме можеби се смета. Кој го смета тоа?
Океј. Не знам дали Сашо се согласува со тоа или не. Се смета дека како што викаат Younger Dryas, тогаш удрил метеор и ги стопил обвивките што биле од мраз на земјата тоа време кога земјата била во ледено доба. И се стопили за 1000 години, настанало целосно растопување на тие обвивки кои биле дури до, ако не се лажам, под Дунав малку од страна на, нели, кај Европа, од кај Америка биле, мислам дека под Нью Йорк, мислам дека биле дури. Океј, maybe. Некаде на крајот на циклусот на тој потоп, затоа што на секој 12.500 години се случува нешто на земјата што создава промена на цивилизација. Ние се наоѓаме во едно такво бурно време да гледаме дека како светот да се распаѓа на делови, како да владее лудило во човечките умови, на луѓе што сакаат да владеат и луѓе што, не знам како да кажам, што малку име се, што гледаат. Зошто е тоа така? Што мислиш, Сашо? Од каде тој нагон и паднатост? Ке кажеш зло. Океј, што значи тоа? Тоа е добро за нив. Како го одредуваш дека е тоа објективно? Тоа баш сакам да го прашам Сашо и да видам што би мислел за тоа. И со тоа се замислувам дека можеби постоеле некои древни цивилизации кои што биле на уште повисоко ниво на развој, гледајќи ги остатоците и степенот на изработка на тие остатоци, значи сложеноста на изработка на тие остатоци, меѓутоа доживеале некои промени каде што тие цивилизации едноставно ги снемало од лицето на земјата. Тука сакам да споменам дека со развојот на цивилизацијата треба да внимаваме и да бидеме свесни за развојот на свеста на самите битија кои што живеат во едно одредено време. Секогаш важи критичната маса на свесност, каде што... Што значи тоа секогаш важи? Доктор, ако може ви е познат, кој што ги истражувал старите цивилизации во Индија и бил на Кајлаш планината, Ернст Молдашев, офталмолог, кој што, дознавајќи некои повеќе информации, може би понатака пак ќе го спомнеме во текот на емисија, во еден разговор со него, кој што бев лично присутен и се запознав лично со него во Скопје, кажа дека секогаш кога цивилизациите ќе ја напуштат доктрината дека постои свесно битие, кое што ние го нарекуваме Господ Бог, односно кога ќе станат цивилизацијата поголеми богови од Врховниот Творец, тогаш нив ги снемува на ова лице на земјата. Тоа значи... Слушнавте? Да видиме дали Сашо и Татунчо ќе го прифатат ова. Значи дека ја губат свесноста за развојот на самата цивилизација и влегуваат во самобендисување, во владење и во контрола на се што е околу нив, иако они тоа не го создале. Во овој систем на развој на цивилизациите треба да напоменеме и начинот на создавањето на материјата, на свеста, на животот. Ние како луѓе кои што учиме од досегашнава наука што ни е презентирана по школите, каде што за секое нешто што ќе кажеме, а не се сопаѓа со теоријата на школското образование, се добиваат ниски оценки. Односно, ако се појави некоја креативност кај децата, тогаш тие се репресирани и не смеат да кажат, затоа што системот е таков, дека наставниците им викаат, не, тоа не. Океј, значи системот е таков, Сашо е против таква репресија и против да се супресира креативноста на децата или на било кој. Океј? Alright. Не е точно, не е така како што пишува во книгата. Иако се сведува на нешто што некој некаде го напишал и не го презентирал, размислувајќи после школството, значи потоа веќе не може да не контролираат, луѓето кои што сакаат да истражуваат може да најдат многу поширок информација од различна сфера на постоење, доаѓаат голем број луѓе, посебно во ова време кога сме веќе во ерата на водолијата, каде што се развива свесноста и божественоста, доаѓаме до сознание дека нешто има во овој систем на научни.
И мене тоа истражување ме донесе кон христијанскиот Господ, кон христијанскиот Бог. Образование. Има многу веќе еминентни научници кои што самите кажуваат дека не може науката да тргнува од втората скала на развој, а првата скала да биде теорија на постанок. Например, теорија на постанок на универзум. Никако не можеме да докажеме како настанал Биг Бен. Прост пример е, имаме планина со експлозив и кога ќе експлодира тако, а некој ќе ја детонира, ама тој некој ние не го знаеме кој. Сама по себе планината нема да експлодира, затоа што според првиот Њутонов закон, телата се во мирување или во рамномерно движење се до оној момент додека не влијае сила од страна која што ќе ја смени состојбата на постоењето на тие. Тоа Аристотел го вика, мора да постои прв двигател на се што се помрдну и се што е помрднато од таа прва причина на помрднување. Тоа е првиот двигател на Аристотел. Тоа значи дека додека не иницираме експлозија на некој огромна количина експлозив, тој нема да експлодира. Така, сметам дека и Биг Бенот ако воопшто се случил, некој морал да го иницира. Кој е тој? Овие наши Дотолку повеќе што гледајќи ги константите кои се веднаш после Биг Бенот, значи збориме за фракција од секунда после Биг Бенот сетирани до одредена вредност и тука стопираат, како например што е вредноста на експанзија на самата вселена, како што се сетирани законите на магнетните сили и уште имаш некој гравитацијата. Значи сето тоа се константи кои дошле до одредена вредност и тука стопираат. И тие се точно сетирани за да дозволат живот, за да може да има живот во вселената. Значи тоа може само и тие се кохерентни. Ако една од овие константни за фракција од вредноста се помрднат, немало да се формираат галаксии, немало да се формираат атомите после тоа, немало да постои живот. Но фактот што се толку така наштимани, тоа значи дека се мора да бидат направени или Биг Бенот мора да е инициран од некој универзален ум, односно од двигателот на Аристотел. Океј, до сега се согласуваме, но се делиме во тоа што Сашо е деист, барем до сега. Зашто не го признава христијанскиот Бог и тоа е окей, тоа е окей од негов аспект. Но јас сум тука да кажам дека постои друга опција и постои друго објаснување на работите. Окей. Ограничени умови се уште не се во состојба да го сватат тоа. Начинот на создавањето на сончевиот систем. Значи имаме теорија на настанок на сончев систем. Добро. Потоа имаме теорија на настанок на земја. Супер. Имаме теорија на еволуција, уште подобро. Теорија на настанок на живиот свет, теорија на настанок на човек. И баш во таа еволуција и настанок на човекот доаѓаат најголемите промашувања, каде што дури налетав на едно видео, каде што во еден коледж, односно факултет, професорот им кажува, во колку некој тврди обратно теоријата на еволуцијата, он нема да го положи овој испит. Тоа е веќе диктатура на. Да, и тоа значи тие се тие гейткипери што ги викаме gatekeepers. Тоа го имаме ние како проблем за да ја продреме нашата теорија на нашето тврдење дека средниот текст од Каменот од Розијата е древно македонски јазикот на Александар, односно нашиот јазик, славијански јазик. Славија доаѓа од слава, од славното македонско минато. Тоа не е етникум и генеза на еден народ. Тоа е секако скитите што биле повеќе етникуми кои делеле иста или слична култура. Тоа се тие гейткипери. Сега да видиме колку ќе бидат овие двајца флексибилни во своите тврдења, односно доследни до своите тврдења, окей? И што, ја немам ништо лично против Сашо или против Татончо. Јас сум тука да го представам другиот светоглед. Со тоа што ако видам дупки во нивниот размислување, ако се они мажи, ако се они разумни луѓе, ќе кажат, окей, ова и ова го мислев, не го мислев ова вака и вака. И да видиме до каде може да се растенчи тоа нивното размислување или моето размислување, па да видиме вие што гледате, што би можеле да донесете заклучок.
Тоа е целата на поента. свесност и на размислувањето. Со таков начин на размислување ние нема да одиме напред. Ако не се подигнеме на повисоко ниво од материјалното ниво, овој материјален свет е неминовно да го Фреквенции. снема од лицето на земјата и ние ќе бидеме една од повеќето цивилизации, се смета дека ние сме веќе петата цивилизација. Значи, тука е разликата. Он вика, ако не се дигнеме, значи сами треба тоа да го направиме, он мисли. Он мисли дека, верувам и татонче, он мисла дека сами ние можеме да го достигнеме тоа ниво на совршеност, тоа ниво на enlightenment, ме разбираш, да стигнеме совршени, односно да станеме просветлени битија со тоа што ќе допреме самите со нашата работа, со нашите дела, самите ќе допреме ќе допреме до божественото и ќе ги видиме другите димензии. Ќе смениме фреквенција, ме разбираш. Тоа е спротивно, диаметрално спротивно што го тврди христијанството. Христијанството вели никогаш ти не можеш тоа да го достигнеш. Со колку и да се трудиш, ти си направил една грешка во животот, откако си се родил. Таа грешка треба да биде откупена, простена, праведно, за да ти можеш да стоиш и да направиш конекција преку до божественото. Затоа што ако постои апсолутно божествено, тогаш тоа е и апсолутна судија. И тоа не може да дозволи ти да постоиш како грешно нешто. Ова се длабоки филозофски размислувања, но едноставни. Како што ние имаме судии кои, ако видат дека се направил криминал, нивна обврска е, нивна природа е да го казна тој криминал. Во нашиот случај, апсолутното божествено треба да направи да не постоиш, односно да те уништи. Тоа што е апсолутно добро, нашето божествено како објективност, христијанскиот Бог, тоа значи дека тој има милост и се трга од нас сега за да не уништи и ни дава време за да го дознаеме преку неговата добрина. И со тоа фактички он доаѓа на земјата и го плаќа тоа што ти не можеш, Сашо, да го платиш, и ти, татунче, не можете да го платите, да го направите. Со тоа бесплатно ви дава конекција кон божественото, затоа што ти никош не можеш тоа да го платиш. Тоа што не можеме, и јас, тоа што не можеме ние да го платиме е платата, односно данокот за нашата грешност, да не постоиме. Тоа значи дека ние треба да бидеме уништени. Така, ние не можеме тоа да го платиме, затоа што ќе бидеме уништени. Но доаѓа друг, кој е апсолутниот, во облик на оној што треба да го плати тоа нешто, тоа е човекот, значи доаѓа Исус во облик на човек и го отплаќа гревот. Тоа е со смрт, со уништување. Но тој е апсолутен Бог и тој продолжува да постои откако го отплаќа тоа. Јас и ти нема да постоиме во облик како што може он да постои, затоа што не сме апсолутни судии. После нашето уништување физичко, ние ќе одиме во тотално уништување, што е праведно, затоа што сме грешни. И ние нема да ние на некој начин ќе го отплатиме тоа, но нема да постоиме по тоа. Ќе страдаме цело време, затоа што вечно сме погрешили на вечен авторитет. И има една мисла, не знам кој филозоф беше, ако тоа е исто како некој ќе рече, па пример сум украл нешто, сум излажал нешто, како можно да ме прати некој пекол. Да, но ти ако сгрешиш на мене, јас сум никој ништо. Твојата грешка према мене не треба се казни многу. Но ако ти сгрешиш према полицаец, твојата грешка значи многу повеќе. Ако ти сгрешиш према уставен судија, твојата грешка значи уште повеќе. Значи, ако ти сгрешиш према нешто апсолутно објективно, апсолутно божествено, односно Бог, твојата грешка треба да е вечна грешка. И затоа доаѓа вечен пекол дури за немалата грешка. Се надевам ова не е прекомплицирано, но Сашо тука спомна дека ние иницираше дека ние треба нешто да направиме. Што и да направиме, ние нема да го достигнеме тоа. Во хиндуизмот, самото божество паѓа долу од грешка. И доаѓа и колку ќе трае тој циклус, не знае. Не знае кога ќе се врати до таа божественост. И ако се врати, што гарантира дека после тоа, како совршено божество, нема да падне пак. Значи, немаат смисла тие филозофии, тие светогледи. Христијанскиот светоглед е комплетен, е совршен круг.
Ке некој после 2000 години ќе наоѓа остатоци од бетони, нешто лиени и така натака, и ќе рече, леле, вика, овие почнале со камења да градат, вика, толку биле свесни, ова камења се, имале секирчиња, имале со дрва палеле оган, затоа што се друго, што освен бетон или камен, ќе го снема во процесот на ерозија и промена на временските структури на земјата. Мислам дека темата е обширна и ќе видиме како ќе го задржиме вниманието на гледачите. Така, една работа која што е исто интересна за тој Big Bang, онака како што ние го перципираме времето, значи сега веќе доаѓа и она провокативно прашање, а што било претходно? Тоа е тоа. Значи некој треба да го иницира. Читајќи некои духовни книги и од луѓе кои што се занимаваат со процесот на различни енергетски фреквенции, значи прво се поставува сознанието на, да речеме, на по-високо интелектуално ниво дека ние не сме материјални суштества. Пред да го кажам ова, сакам да посочам нешто. Кога човекот доаѓа пред смрт, каде што има преку 11 милиарди клетки во едно човечко тело, секоја тие клетка е независна сама со себе и живее сама за себе. Меѓутоа се сите една до друга поврзани во комбинација на склоп на органи, на преносни системи и така натака. Меѓутоа се живи организми во едно тело кој што работат сите за една конструкција. И викаме, еве го човекот е болен, умира, станува телото да мрда. Меѓутоа во моментот кога науката вика дека човекот починал, сите клетки во тоа тело се уште се живи во моментот кога телото не умира. Прашањето е, зошто престанало да функционира телото? Ако сите... Да, имаме случаеви нели на растење на коса, на брада, на така, што значи дека органска функција постои. Органска функција постои, меѓутоа телото е неактивно. Јас тоа го споредам како еден телевизор, кој што кога ќе го исклучам, он е материјално во исправна состојба, ама не работи, не покажува слика. Што значи тоа? Дека софтверот му е исклучен. Споредувајќи го тоа значи дека софтверот во човечкото тело не постои, односно, како би рекле, енергетското, светлосно битие го напуштило телото и нема кој да командува со материјалното возило на овој материјален свет. Тога се согласуваме. Значи, ние не сме нашето тело. Ние сме во нашето тело. Има разлика. Значи, ние не сме нашето тело. Ние сме свеста, ние сме личноста што има тело. Пробајте да го разберете тоа. Секако, дека веќе се докажуваат тие аури, не можеме да ќутиме пред откритијата дека постои енергетска обвивка околу телото кој што го зрачи секое битие, тоа е аура, и дека после смртта таа аура ја снемува. Тоа се покажува и со Кирлијановите фотографии и мислам дека луѓето имаат веќе запознаено, не треба да ги задржуваме на тоа. Затоа сега да се вратиме на она постоење. Ако веќе постоел светот, постоела пред да се случи големата експлозија, тогаш требало некое свесно суштество со својата идеја да создаде нешто во кое што ние денеска како искри на животот би живееле, би се оствариле и би напредувале не во материја, него во енергија, во свесност, за да можеме да стекнеме искуство. Целата работа. Пробувам да го разберам ова. Требало некој окей, за да го почне Биг Бенот, окей. Се е енергија, окей. И ние сме енергија, окей. За да бидеме во свесност. Што значи тоа? Јас сум сега свесен. Ние сме свесни. Не можам да го разберам. Ако некој го разбере, помогнете ми, јас навистина не можам да го разберам. Не знам што сака да каже едноставно. Па се сведува на душевно искуство. Се сведува на душевно искуство, окей. Се сведува на душевно искуство. Така е. И самата Библија вика дека нашата борба не е со тело и месо, со крв и месо, односно со материја. Нашата борба е против духовни сили на високи места. Значи, ние војуваме против духови, против енергија. Енергија не е доследно кажување.
против духови, затоа што дух има личност, има волја. Енергија нема волја, енергија е едноставно енергија, создадено нешто без свесност, без личност, без своја волја. Едноставно е во процесите на самите константи во универзумот. Но, кога збориме за дух, а он збори за дух, односно за душа, тогаш значи нешто многу повеќе од само енергија. Затоа постојат злобни духови, добри духови и така натаму и така натаму. На свесност, на развој на самата, односно тоа се нарекува кристализација на свеста. Во текот на тој процес многу од нас, нашите души, нашите се тешко да се каже браќа и сестри, затоа што тие браќа и сестри постојат само во материјата, каде што имаме полови, во енергијата, енергетските битија не се размножуваат, тие се свесно создадени и како. Пак ќе кажам, не се согласувам со тоа дека има енергетски битија. Затоа што тие битија имаат целичности. И тоа не значи дека тие по автоматизам се добри или лоши. Но може да бидат и добри и лоши. Значи тие се личности сепак. Духовни битија, не се енергии. Како такви екзистираат, менувајќи тело без разлика на религиите, зашто религиите се конструкт во еден одреден временски се. Океј, значи менуваат тело без разлика од религиите. Но ако постои еден апсолутен двигател, тој одлучува и дозволува во кое тело ќе се придвижат тие духови, тие енергетски битија. Сака да каже дека постои на некој начин реинкарнација. Јас мислам дека Сашот сака тоа да го каже сега, што не се согласувам. Реинкарнација не постои, но постои инкарнација. Односно тие духовни битија што доаѓа, што се создадени од апсолутното битие, тие со дозволување на тоа битие доаѓаат во тела. Но други битија исто така што се злобни може да навлезат во веќе инхабирани тела, во веќе тела што веќе имаат своји духови, односно души. Тоа се злобните демони и тие можат да влезат како со дозвола на тој што е претходно таму. Моево тело е мое тело, но јас се уште имам слободна волја. И јас ако имам слободна волја, ако одлучам да дадам согласност на некое духовно лошо, злобно битие да влезе во мене, тоа може тоа да го направи и има право тоа да го направи. Се случува со праведност, со судство, со юрисдикција, затоа што служиме на праведен Господ, на судија, на апсолутен судија. Океј. Сегмент на овој постојан дел од светот, кој што пред нив и после нив, дали постојат или не постојат, ќе продолжи да живее она што е веќе примарно создадено и без разлика од нашето сваќање ќе продолжи да живее во својот облик на течение и развој. Да, но тоа течение некогаш е и пекол, некогаш е и рај. Значи, не се самите души што одлучуваат ултимативно каде ќе одат и каде ќе завршат и дали пак ќе дојдат да влезат во некое друго тело. Нема тука чиста слобода, затоа што мора да има праведност. Ако има апсолутна праведност, тогаш тие се склони на моралниот закон. Ако тие направиле злобни дела, тие души нема да после тоа да се реинкарнираат. Туку после тоа, според апсолутниот двигател, апсолутниот судија, кажано е, одлучено е каде да одат. И не знам од каде е разбирањето дека тие може да му пркосат ултимативно со својата волја на апсолутниот судија. Но вистина не знам од каде е тоа размислување и тој заклучок. Самото тоа што после одреден период се напушта телото, прашање што се случува со енергијата на свест, денеска би рекле старите душата. Меѓутоа, ако христијаните замислиме дека постоело некое свесно, интелектуално, универзално, творечко битие, надвор од нашата свест и не знам на кое ниво,
како било создадено, јас тука веќе не навлегувам. Тоа е веќе далеко од нашите Ако сака да каже како е Господ создаден, е многу лесно да се одговори на ова прашање. Прво, тоа е погрешно формулирано прашање, но ќе го одговорам. Погрешно е да се праша дури, што не значи дека е забрането, но е погрешна премисата е дека тоа апсолутно битие е создадено, ако мисли за тоа апсолутно битие, првиот двигател и сето тоа. Затоа што е многу лесно да се направи аналогија на ова. Замислете, имам книга, така? И ти сега што гледаш, сакаш да ми ја поземиш таа книга. И јас ти ја давам таа книга. И ти таа книга ја даваш на друг. Така? Тој друг ја дава таа книга на некој трет. Тој трет ја дава таа книга на некој четврт. Така? И завршуваат петиот пример со таа книга. Ако јас, како иницијатор на таа книга, производител на таа книга, не постојам, не е возможно таа книга да дојде до петото колено. Што значи се ова што постои денес, не е возможно ако не постои одредено битие, одредена реалност, апсолутна, не суштество, него одредена личност која е апсолутна и која не е создадена. Затоа што кој таа создадена, тогаш ќе треба да се оди до бесконечност во создавањето предходно. Некој го создал некој друг, после тоа му дал создание на некој трет, после тоа му дал создание на некој четврт, на некој пет, исто како книгата. Значи, мора да постои некое битие кое апсолутно не е создадено. Тоа филозофијата до таму, логиката до таму не стопира. И да кажеме, не присилува да кажеме, не може да апсолутен Бог не може да е создаден. И тоа е сосема логично, затоа што ништо последователно што веќе постои, што имаме доказ дека постои, ние постоиме, Сашо постои, не разбираш, тогаш нема да можеме да докажеме, ако од бесконечност оди тоа создавање на еден, на друг, на трет, на пет, па да дојдеме до денес, до ние, тогаш никогаш нема да стигнеме до денес. Ако оди од бесконечност до сега. Што е бесконечност? Од кога е бесконечност? Од бесконечно. Што значи логиката тука се расцепува. И не е логично да го кажеме тоа дека и апсолутниот двигател е создаден. Можности на размислување дека во еден одреден момент за да се материализира, односно за да се осознае самото себе, создава милиарди искри на животот, кој што ги пушта околу себе, да тие преку нив стекне искуство на развој. Значи, тука ќе се порекне самиот Сашо, ако го каже ова и го мисли ова, затоа што он со тоа кажува дека е тоа во почетокот несовршено битие, му треба нешто, му треба да се осознае. Значи, ако си апсолутно битие, нема да ти треба ништо, ти си веќе апсолутен. Ти веќе си совршен, не треба да се доградуваш. Ако се доградуваш, тогаш не си апсолутен. Ме разбирате каде е логичката дисонанца, каде не знам како да наречам, но едноставно не е логички следствено ово што го зборува Сашо. Он кажува дека тоа совршено битие создава милиарди души или не знам колку многу, бесконечно скоро милиарди души, и сега тие души му се потребни на самото битие за да он има сознавање околу нив, за да он има интеракција, за да собира искуство преку тие души. Тоа го прави тоа битие неапсолутно. Што значи не сме до почетокот, не сме до првиот двигател. Тоа е нешто слично како теоријата на мултиверзумот. Значи имаме многу универзуми како меури и кога ќе се допрат се создава друг универзум и не знам глупости. Да, но сепак не си до почетокот. Кој е тој првиот универзум што е создаден, па што мора да реагира со други универзуми? Ме разбираш? Слично и ова. Ако ти треба нешто, како некое битие на многу голема димензија, висока димензија, тогаш ти пак сепак не си совршеното битие. Не си на најголемата димензија, на највисоката димензија. На највисоката димензија е некој што ние го викаме Бог, апсолутен Бог, односно христијанскиот Бог, каде што не му треба ништо. И затоа природата на Бог е тројство. Затоа што тој секогаш имал однос со некој друга личност. Никогаш не му требало него да создава нешто,
Не му требало, он го создава тоа од што е добар по природа и сака да создава. Затоа он е во тројство и секогаш и не му фали ни фамилија, затоа што го има веќе тоа искуство во себе, затоа што во себе Бог е единство од три личности. Татко, син, таа фамилијата е Светиот Дух. И тие се во љубов, во љубовна врска, во чиста љубовна врска меѓу себе. И затоа не му треба ништо на Бог. Ова многу добро се совпаѓа со хиндуистичкото учење, каде што Чекај да видиме што ќе каже татунче за хиндуистичкото учење. Ајде. Брахман е творецот, он е се творецот кој што се разбива на најголеми можни делчиња, создавајќи атмани. Атмани се поедините души, ама тие поедини души постојат и во нас луѓето, постојат и како што вели Руми во една негова поезија, постојат во камчињата песок во пустината, постојат во капките води, значи едно сеопшто божествено присуство. Ова е веќе пантеизам, ова е веќе Бог е секаде и Бог е се, што е контралогично. Ако е Бог секаде, Бог е се, тогаш што е Бог? Значи, нема логика едноставно ова. Така, сега ќе се надоврзам. Се што гледаме околу нас, во нас, материја, тврда, сето тоа на не знам кое ниво на смалување или на зголемување, е во суштина фреквенција, односно енергија која што вибрира. Со делењето на Океј, се што гледаме. Имам проблем со ова. Има работи што не ги гледаме. Затоа викам, не можеш да поистоветиш енергија со енергетско битие. Значи, има некои работи што не се видливи, што не се, дури не се ни енергија, но изгледа, можеби се однесуваат како енергија, тоа се душите. Но енергијата нема свесност, енергијата нема личност, нема волја. Душата има, но тоа не значи дека е енергија. Акцелераторите на хадроните, каде што доаѓаме до поднаводници честички, разбиени честички, на крајот се сведува на едно браново движење. Тоа значи? Да, ако збориме за материјата. Одредена фреквенција, згуснување на материјата, на енергијата дава материја. Тоа е материјата, но нели кажа и самиот Сашо дека ние не сме нашето тело. Ние не сме материјата, така? Дека сето ова што го гледаме околу нас, во нас и над нас и било каде, е во суштина само дел од тоа битие кое што е пуштено да функционира на секој ниво. Тоа е класичен пантеизам. Значи, дел од тоа битие е пуштено секаде. Секаде. Христијанството вели Господ го дава својот свет дух, што не значи дека не може он истовремено да биде секаде, но самото, пример, камче не е Бог. Бог може да е во камчето, но камчето не е Бог, што мислам дека контра ова пробуваат да го бутнат Сашо и татунче, што не се согласувам искрено, и окей, тоа да не се согласуваме. Но христијанството го прима, христијанинот го прима Светиот Дух, но тоа не значи дека самиот христијанин станува Бог. Ме разбираш, напротив, Богот во него ќе го осудува христијанинот и ќе му покаже колку е погрешен и колку е прљав. И тоа ќе те осудува, не ти пресудува, ќе те осудува, ќе ти го каже грешното и тоа ќе те тера да се промениш. Посебно дотолку кога ќе разбереш дека самиот Бог што има вселенска слава, се испразнила таа слава и дошол како човек во време на прљавштина, во време на првиот век, во време кога постоела една од најсуровите казни, да ја искуси таа казна, е компресиран пекол на одреден начин, и тоа го направил за тебе, значи за лично за тебе, за да разбереш ти фактички он колку истрпел и за да тоа те натера да се промениш. Ајде да видиме што викаат пантистите. Што е материја? Ние никогаш со раце не ја фаќаме материјата, ние се доближуваме до неа, меѓутоа никогаш не ја фаќаме со раце. Врската помеѓу две материи е во суштина преку енергетска.
Океј, извинете, но морам да ве прашам, дали до сега некој разбра што сакаат да кажат? Јас пробувам. Пробувам и може сум оф, може нешто грешам, може нешто гаѓам, не знам. Ама ако разбра некој што сакаат они моментално до сега да кажат, или ако навистина сум го погодил ова, кажете ми во коментар, напишете коментар, вака и вака, они тоа и тоа сакаат да кажат, ти го се погреши или ти го се управуваш. Не знам. Океј. Да видиме, може ќе да знаеме. Го немам гледано цело видео. Значи сега збори дека материјата не ја фаќаме, што е управо, тоа се електрони, тоа е обвивка енергетска и затоа мојата материја не може, мојата рака не може да пројде преку другата рака, затоа што вибрираат електроните околу атомите со иста фреквенција и тоа е одбивност и затоа јас не можам да пројдам со мојата материја во, значи да пројдам вака меѓу од раката. Бариера. Ако имаме еден конец на кој што имаме на крајот заврзан некој потешко тело и почнеме да го вртиме. Ако го вртиме тоа тело со брзина на светлината, тогаш добиваме рамна плоча. Тоа значи дека таа е непробојна. Ако стои во место, тогаш он постои само во еден одреден момент. Меѓутоа во другиот дел од просторот го нема тоа тело. Меѓутоа кога ротира и кога ротира со огромна брзина, во било кое место да поминеме. Океј, Сашо, мислам дека го знаеш, но материјата, ако сакаш да инсунираш дека нешто врти, дека некоја материја врти со брзина на светлината, тоа е невозможно. Затоа што равенката на Ајнштајн кажува дека ако некоја материја, дури да е зрно, најмало зрно што можеш да го замислиш, се движи со брзина на светлината, неговата маса ќе стане исто колку што е премногу голема. И тоа ќе ја расцепи самата ткаенина на Вселената, на реалноста. Значи не е возможно материјата да се движи со брзина на светлината. Не знам што сакаш точно да кажеш сега. Ако тоа сакаш да го кажеш, ја ти кажам дека тоа е невозможно филозофски и емпириски, значи математички е невозможно. Со брзини помали од брзината на ротација, ние секако ќе направиме колизија, односно ќе интеракуваме со тоа тело. Тоа се интересни разглобувања кои што Не знам што сакам да кажам. Премногу се денеска се врзуваат за материјата. Знаеш, и очекувам сега да ми кажат да, тоа е многу сложено, не може секој да го разбере тоа, ме разбираш. Но треба да има начин тоа да се кажете ми, дали е толку тешко да се разбере тоа што го кажав за Господ од христијански светоглед? Напротив, тоа е едноставно, а толку големи вистини се кажани со тоа. Така? Тоа е убавината на христијанството. Значи, објаснети се најголемите мистерии на начин што можеме да ги разбереме, затоа што ние сме интелигентни суштества. Ние можеме да го разбереме светот околу нас. Има начин како тоа се објасни. Ако не се, затоа што постои нешто што се вика логика и логосот. Логиката е дојдена од логосот. Логосот е словото, односно Богот. Апсолутниот Бог. Ние сме создадени во негов лик и затоа ние можеме да логицираме и тоа не прави различни од другиот свет, од останатиот жив свет. Ние сме, тоа е ликот на Господ. Расудување, размислување, добри морал, знаење за морал и такви работи. Значи јас можам како христијанин да ти ги објаснам овие работи и што точно значат и можеш ти тоа да го разбереш. Ја не знам филозофијата на човекот, не можам одредени истата работа што јас можам да објаснам, кажано со филозофијата на човекот, стрикно на човекот, значи зборам, гледате, тоа се сведува на софизам, на натрупување на работи, на кажување на една работа, на друга, на трета. Заклучок нема. Се уште чекам заклучок. Ајде да видиме. Меѓутоа треба да размислуваме на повисоко ниво. Никој не го видел електронот. Електронот во физиката го учиме како дуална природа. Во едни одредени моменти од експериментот електронот го сметаме дека е браново движење, а во други моменти го сметаме дека е честичка. Фотонот е корпускула на енергетски сегмент, фрагмент. Сметам, спрема науката, фотонот е долг 30 сантиметри,
се движи со брзина светлината од 297-790 км во секунда, меѓутоа немаме факт дека е материја, а во одредени моменти се однесува како честичка, создавајќи. Да, тоа е тоа е квантната како да кажам, the quantum realm. Значи тоа е квантниот простор. Кога надблюдуваме, одредени честички ја менуваат својата природа. Се однесуваат како бранови, кога или обратно беше, но знам кога наблюдуваме одредена честичка, се однесува како бран или честичка, не знам, но кога не ја наблюдуваме, се однесува како друго. Ако еднаш се однесува како бран, кога не ја наблюдуваме, ќе се однесува како честичка или обратно. Но знам дека има таква промена и тоа не можат научниците да го разберат. Тоа кажува дека живееме во симулација, во одреден вид на симулација. И тоа треба да те доведе до универзален ум, дека го има сето ова нешто создадено. Затоа што само ум може да создаде нешто што се вика симулација. Тоа е, значи, направено со волја и направено со интелигенција. Значи, нема бегање од тоа. Фото, електрони, односно, имаме, нели, оние фотонски кели, фотоелектричен ефект. Така. Тогаш, каква е интеракцијата? Сега не знам... Ние дури ни за атомот немаме ништо. потврда дека постои, значи тоа се само предпоставки, значи боровиот модел на атомот е само конструкт. Конструкт, теорија, и ако експериментите под наводници се совпаѓаат, односно резултатите се најблиску до таа теорија, тогаш викаме, ете, тоа е точно така. Друга една работа која што сакам да те надополнам, поврзано со теоријата на еволуција, која што мислам дека во денешно време само закоравени. Чекај, татонче, сега, пред да отидеме на теоријата на еволуција, што сакавме да кажеме овде? Што е поентата на ова? Да не размрдате, да размислуваме во рете тоа, that's okay. Ке не размрдате, ке размислуваме, но не знам. Не постоиме ли? Тоа ли сакате да ми кажете? Окей. И фундаменталисти за таа наука го оправдуваат, а тоа е дека прилагодување на видовите преку адаптација е нелогично ако се знае дека имаме податоци за нагла. Ја мислам дека они се христијани, ама нека да ни кажат уште. Промена на амбиентот. Мамутите во Сибир се типичен пример, кои што биле дури замрзнати, во одреден момент биле замрзнати со храната во своите желудници. Што значи таква нагла промена на животната средина оневозможува постепено адаптирање. Нема еволуција. Нема еволуција. Еве ќе се надоврзам на тоа. Значи, ако постоеше еволуција, до сега некој мајмун ќе прозбореш. Не, како што е објаснета еволуцијата, не е објаснета дека оди секогаш во нагорна линија, односно во добра линија, иако во еволуцијата нема добра, има само прогрес или дегрес. Така да, зависно од тоа, случувањата од околината, тоа може да иде во дегрес. Значи, може и во стагнација да оди едноставно. Но не мора да значи дека секогаш, ако имаме примат, секогаш дека ќе оди кон тоа да се оформат како луѓе. Само сакам тоа да кажам. Значи, окей, но не е окей. Окей. Што е откриено со истражувањата на мозоците на луѓето, на скенерите? Дека кога човекот разговара, кога го конструира својот говор, 95, да не речам 99% од мозокот е активен. Значи, центарот за говор се однесува секаде низ целиот мозок. Така функционира. Центарот за вид се наоѓа во задниот кортекс на мозокот. Значи, сето тоа така некако поврзано. Центарот за делови од телото, каде што мозокот во суштина е само еден процесор кој што некој софтвер му кажува како да работи. Да, докажано е дека апаратот за говор, значи, е идентичен помеѓу нас и шимпанзата, например. Нема разлика во апаратот, физиолошки. Најсовршено што успеле направите шимпанзе и горила со
знаковни со раце, значи знаковни знаци да можат да комуницираат во најосновна форма, да можат да конструираат така едноставни Има го деј. Ликот на Господ. реченици да се разбираат. Го нема она свесно размислување. Што е најинтересно, откриени се, значи, сегменти на поднаводници кромањонецот, постари од неандерталецот. Што значи дека тие две раси Со C14 Сашо или дали го поддржуваме C14 или не? Ја како христијанин мислам дека не е човекот не е 100 или 200 или години стар. Ја мислам дека е околу 6000 човек. Homo sapiens зборам. Претходните суштества не знам што биле, може да биле едноставно примати. Дури има теории се мисли дека неандерталците уствари предпотопниот човек. Што значи пак треба да го земе C14 методот со резерва. Но окей, да видиме сега што ќе каже Саш. се живеере паралелно, а не дека од после неандерталецот се развил кромањонскиот тип на човек. Имаме проблем. Тоа е ако го прифати Сашо C14 методот, што претходно мислам кажа дека не го прифати. Не знам. Може грешам. И тука ќе споменам една книга од Майкл Кремо, кој што долго време се Забрането е Forbidden Archaeology, мислам дека археологија. забранета археологија. Леле. Браво, браво. Добро е, но стопрале до одреден степен. Сето ова ја го имам поминато исто. У период на која треба да се расознава што се дешава околу тебе, what is this, што е ова, што мрдаме, што е реалноста, знаеш? Не знам, може јас сум мрднат, ама тој период го поминав. И сите овие работи ги поминав, сечен, глупости, анунаки, 300 работи, енергии, фреквенции, ама фали нешто, секогаш фали нешто. Затоа не може да ми објасни човекот. Не можам да ми објасни разумно да расудам што сега да каже, дали тоа е така или не, затоа што не знам што сега да каже. Единствена филозофија што е јасна и ги одговара сите овие прашања од најголема важност е христијанскиот светоглед, христијанската филозофија. И кој што кажува дека најдени се голем број артефакти, податоци кои што едноставно современата наука ги трга во подроми и ги блокира. Тоа се пример чекани што се најдени со одредени метали што мора човекот да ги направи, не се тие значи чекани направени од самата природа. Майкл Кремо тоа го објаснува дека се најдени чекани, мислам дека неколку милиарди години стара почва, што единствено христијанството има одговор на тоа дека постоело потоп, односно христијанството кажува дека окната небесни се отворија и фонтаните длабоки се отворија исто така. Тоа со себе понесува не само вода, него тоа со себе понесува кал, мрдање на земјиштето, односно затрупување нагло, затоа имаме и фосили. И фактички ти ако имаш бран на затрупување, после тоа имаш уште еден бран на затрупување, па уште еден и тоа ја создава страта што викаат. Фактички таа потопот ги создало слоевите, што денеска ние мислиме ако најдолниот слој најдеме нешто, тоа е 3 милиарди години, 5 милиарди години стар, што нема врска. Значи збориме за потоп што од подземјето исфрлал кал, не само вода. И фактички најдени се тие предпотопни орудија во страта, односно во почва, што е меѓу првите затрупани од кога почнал потопот, нели, кога се отворили окната небесни и фонтаните. Сега, Саша, не знам што сага да каже со ова, кој го направил тоа? Океј, претходните цивилизации, што значи тоа? Кои се тие цивилизации? Пример за тоа една канадска професорка по антропологија, која што при истражување наоѓа череп на човек со денешен облик, давајќи го на неколку различни институции за одредување на старост од прилика, нели сега од прилика, кажеме, каде што сите тие институции потврдуваат дека староста на тој череп е околу 250.000 години. Дебда. Кога она тоа го дава до сознание до својот универзитет, до своето работно место, да го објави, затоа што ја побива таа нивна теорија на еволуција, што учиме секаде, и претат дека или ќе ги избрише една нула, или ќе го напушти местото. Односно gatekeeperi, the gatekeepers.
е протерано тој факултет, Мгм. а местото нејзино го зазема асистентот кој што бил со неа, затоа што избришал едната нула. На тој начин се врши прикривање на податоците. Ова мислам е нешто како увод, дека развојот Мислам дека следи заклучок. Чекај да видиме. Ова е нешто големо. Чекај. на една цивилизација не може да биде долговечна и успешна ако нема развој на свеста и развој на индивидуалноста на секој човек кој што ќе функционира како едно тело, кој што сите ние ќе се помагаме еден со друг и ќе се поддржуваме. Зошто? Од кој аспект? Па една цивилизација не е хомогена, Сашо. Цивилизацијата е создадена од различни... Не можам така да кажем. Човештвото е создадено од различни цивилизации. И тоа не е хомогено. Значи, зошто мојата цивилизација да ја поддржува другата цивилизација? Нели опстанокот на мојата цивилизација е подобар ако не постои другата цивилизација? Не разбираш? Не се согласувам со ова. Не се согласувам со дека не знам како кажа, опстанокот на една цивилизација зависи од развивање на свеста. Океј, тоа е океј, но сака да каже дека претходно им паднала свеста, па луѓето престанале. Па не знам како го поврзува ова со претходните работи што ги кажа, како на пример најдени работи во Майкл Кремо што ги нашол работите во стари черепи и такви работи, наистина не знам што се Без разлика на боја на кожа, на вера, на нација, затоа што варијацијата на кожите на човекот е како 0,001%, за разлика од варијацијата Да, сите сме исти, окей. на ДНК-то на мајмун до човек е 3%. И сега тука ни викаат, ние сме многу блиски до мајмунот, затоа ние сме еволуирале од мајмунот. Значи, ние сме еволуција материјална од мајмунот, каде што имаме 3% разлика во ДНК. Да, во ред, ама никој не кажува колкава е структурата на ДНК кај мајмунот и колка е структурата на ДНК кај човекот. 3%. Еве, например, пратејќи го Томислав Терзин, кој што премногу е навлезен во таа генетика, каде што вика, па ние сме блиско и до жабата, можеме и со мравките, пошто мравките се социјални инсекти. Он кажува дека во однос на некој тие 3% може да значат милиони и милиони различни генетски кодови. Да, ма има една интересна работа во разликата, тоа е дека чудно кај човекот, денешниот човек Homo sapiens sapiens, хромозомските парови се еден пар помалку, значи еден пар помалку. Кај шимпанзата се 28, кај нас се 26. И 6, така е. Тогаш нешто, значи... И сите се согласуваат дека вакво едно откинување на хромозомски пар би значило поништување на видот. А во нашиот случај значи доминација на планетата, станување еден... Така е, се губи информација ако одиме по теоријата на еволуцијата, тогаш се губи информација од сомутација на ДНК-то, што е невозможно да се создадат подобри видови, односно прогрес да има, не подобри, пошто нема добро во еволуцијата, се нема термин моралност. Пошто тоа е еволуција, тоа едноставно прогресира во одредена насока. Океј, тука ќе се согласиме, ја. Супериорен вид. Да, со таа разлика што човекот има заборавена својата улога на живење на земјата. По старите цивилизации воделе сметка за тоа додека не станале полоши од нас што сме ние сега. Суштината на постојање на човекот е да го чува животниот простор и Од каде го знае? Јас знае оваа информација. Сашо. Зошто мисли дека ова е вистина, Сашо? Зошто мислиш дека ова е целта на постоењето на човекот? Јас тврдам нешто друго. Јас мислам дека целта на постоењето на човекот е да го слави оној што го создал, Бог. И тоа нас не прави среќни, задоволни и исполнети. Сите животни и растенија. Ако ме прашаш зошто, од каде знам дека јас ова е точно, поради тоа што знам дека христијанството е точно и вистинито. Зошто е христијанството точно и вистинито? Затоа што воскреснувањето на Исус Христос е вистинито. И имаме сведоци за тоа. Затоа што никој не умира за лага. Кога може едноставно да рече не
не го видов, не јадев со него, не го видоа 500 други луѓе заедно истовремено воскреснат. Значи, едноставно имаме сведоци и тоа силни сведоштва. И воскреснувањето на Исус Христос докажува сето она што е кажано во Библијата и што Библијата го подучува. Околу себе без да уништува хармонијата на од Библијата се изнесува доктрината, односно догмата дека Господ, дека човекот е создаден да го обожува Бог и тоа го прави човекот најзадоволен. постои на животот. Ние се сметаме дека сме само ние, меѓутоа ако се наруши и за 1% рамнотежата на животниот простор, мислам дека ќе бидеме избришени од лицето на земјата, а ние сме веќе баш тука негде малку фали. Ја мисламе малце поише од 1%. Саша, ништо лично, значи ништо лично, брат. Таман работа. Ако сме мажи, ако си маж, ќе разговараш и ќе нема да го сватиш ова како навреда. Што го зборам јас. Ќе го сватам едноставно како у моментот кога те слушам што слушам и како расудувам, може ќе се согласиш со мене, може не, тоа е супер, тоа е окей, но нема да го сватиш ова лично. Но со повеќето работи што ги кажа, не се согласувам. Има работи што се согласувам со тебе, но премногу ми правиш скокови во логицирање. И тоа некако не ми оди. I don't know. Да земјава се наљути и Творецот малку да кивне, па да станеме прашина. Спомна, Саша, значи тие, се извинувам, тие 5, дека ние сме 5-та цивилизација и дека сме се ближиме кон некаков крај. Дали имаме докази за тоа како завршиле тие 5 цивилизации и дали всушност ние ги повторуваме грешките на тие претходни 5 цивилизации? Така. Јас мислам дека би било добро се да покажеме некои остатоци од некои древни цивилизации, ќе ги објасниме, заклучоците ќе ги дадеме на крајот. Се уште нешто. Значи ние со јас и ти се договоривме да си имаме една добра конверзација, не мора да испадне дека само јас зборам, значи слободно да се зборуваме како еден ја ќе ви се убацам тука малце. Чист пристен разговор. Ако има некој од гледачите да постави некој прашање во ја тука ќе се убацам, ќе имам прашање. Контекст на ова, без да квалификува ова се глупост или ова не е, затоа што ние треба да имаме стварно отворен ум за да видиме каде се наоѓаме и колку ни е свеста, значи да не ги спомнуваме сега случките што се врз база под наводници на некои глупави однесувања околу нас, тоа се на најниски можни нива и фреквенции, тоа име за нив, секој си ја повлекува. Тие фреквенции, Саша, секаде се околу нас тие фреквенции. Природата на кармата за себе, ние ќе одиме она што ни е нашиот пат да го тасиме. Така, веќе има едно прашање, ама јас им реков на гледачите дека прашањето од нив ќе дојдат на крајот, за да имаме некаква смисловна целина со тоа, значи да, јас се согласувам со тебе, она што значи позитивно и позитивистичко однесување тука е, како да кажам, дом во кој што можат сите да... Се надевам дека моето однесување е позитивистичко, дека не го разбирате како негативно. А и да е негативно, ако има логика, ако држи тоа што го зборам јас, не би требало да сте гейткипери, така? Да го кажат своето мислење, се дека тоа кажу на пристоен начин, сите оние кои што го пробале оној другиот начин, вулгарниот, а тука сум кажал, нема простор за вулгарност и сакам да одгледуваме, како што кажат, и убава, пријатна, пријателска дискусија, за да се изградиме малку повеќе, разменувајќи знаење, мислење. Значи, за сето тоа има простор, јас ги охрабрувам сите кои што за нив таквиот начин на комуникација е својствен, да бидат тука и да разговараат со нас, значи ние сме тука за тоа. Прво, ваква една слика ќе споделам. Мислам дека гледаат гледачите. Ова се слики од различни места од светот. Не би сакал сега да ги потенцирам кои се од кај се. Чисто структурата на гледање. Ова се гледа дека имаме спојни места. Можеме да зумираме. Значи имаме спојни места и имаме точно создавање на агли кои што делуваат, би рекол, од денешна гледна точка, ајде, може би е некој амфитеатар, меѓутоа, што ако е некоја резонантна комора на звук, каде што ова точно делува како некој... А што ако е ова од ангелска технологија? Има во Библијата инцидент кога Јосиф
во Египет, ангел му кажува како да направи складиште каде што ќе складира житото и му дава одредени димензии, му го дава инчот, му го дава, тоа е ангелска димензија, значи има ангелска технологија. Сега, ако има паднати ангели, некоја резонантна комора. Ова по она што го истражуваме не се камења. Ова е некој бетон кој што е лиен на самото место. Меѓутоа, тој бетон е многу поцврст од денешните најцврсти бетони. Тоа го покажува и Семир Осман Агич во истражувањето на своите на пирамидите кои што ги има откриени во високо. Еве еден камен. Ова е негде околу 1500 километри во Балбек се наоѓа. Балбек, Ливан, да. Да. И што е интересно, 1500 килограми има овој бетонски блок или камен, би рекле, во ред. Како би можеле да го пренесеме за 1 сантиметар? Христијанскиот светоглед, да ви дадам одговор на ова. Ова е ангелска технологија, со тоа што ова нешто не е можно дури ни денес да го пренесеме. Не е можно. Ке треба да го сечеме и на делови да го пренесеме и да го составиме некаде било каде. Но кога имаш ти раса на луѓе кои се пола ангел, пола човек, нивната интелигенција е далеко поголема од интелигенцијата на само на човекот, пример. И затоа Библијата ни говори дека во пред потопот паднатите ангели доаѓаат да го корумпираат семето на човекот, затоа што првото пророштво дадено е дека семето на човекот ќе ја смачка главата на змијата и ќе го уништи семето на змијата, и доаѓаат паднатите ангели да го корумпираат ликот на Бог кој е во човекот и создаваат, ги зимаат жените, тоа е книгата на Енох, исто го објаснува ова, и ги земаат жените, односно присилно ги земаат, и имаат од нив потомство. И тоа потомство создава джинови. Една од апокрифните книги, не велам дека тие се канон, но имаат во нив вистина од историјата што се има случајно, кажува дека тие биле како албино. Самиот Ное, кога се родил, мислам дека беше Ное, татко му се плашал дека е дете на Нефилим, дете на потомство од паднат ангел и жена. И затоа што имал бела коса и светал во навечер. Колку е тоа вистина не знам, но имало нешто различно во него. Како и да е, тие биле огромни, и затоа имаме мегалитски структури, тие се најчесто пред потопот што се создадени. Исто случка се случува и со ова. Затоа имаме вакви огромни камења. Денешната технологија нема шанси. Но мислам дека по дефолт Сашо тука доаѓа до заклучок дека ова е направено со некаква си фреквенција во ред, но кој го направил тоа? Јас тврдам дека тоа се Нефилим, тоа се луѓе, расата на луѓе, ако можеме така да ги кажеме, пред потопот, кои се потомство од паднати ангели и човечки жени. И не 1 милиметар, не 1 сантиметар. Не 1500 килограми, тоа би било тон и пол, многу повеќе ова. Извини, 1500 тони, да се исправам од многу размислување веќе почна да ги имам. Значи 1500 тони. Најтешкиот камен што може да го подигна денеска е 200 тони, една дигалка во Лос Анџелес која што е статична и служи за пренос на бродови и така за конструкција на такви типови на некои поголеми, погабаритни димензии, меѓутоа таа дигалка е фиксна, таа не се поместува. Како тогаш овие древни цивилизации можеле да ги преместуваат овие градби, да ги конструираат со отвори, Нефилим, да ги гледаат во една така интересна сплотеност. Ако можеш да го зумираш ова, само да се претходната слика, само да се види колку е малечок човекот во однос на тие структури. Што сакаш да кажеш, да, еве го.
Значи овие се камења 600-700 тона камења, би рекли. А што ако е лиено на лице место? Така, Тогаш големината на едноставно- Балбек е интересна, можат гледачите тоа да го истражат, значи на Google Maps, значи на Google Earth, да го најдат Балбек. На Балбек е изграден всушност најголемиот храм на Јупитер во римско време. И интересното е дека само еден дел од таа платформа, едно мало ќоше од таа платформа на Балбек е најголемиот храм на Јупитер некогаш изграден од римјаните, а целата останата платформа кој е изградил, како е изградил, не се знае, затоа што римјаните ја затекнале. Така. Ова е во Средна Америка. Гледаме градби кои што се асеизмички градени, кои што ако приметиме овде од десна страна се гледа маусот, така како го Да, се гледа, се играм. гледа. Како лушпи се паднати, тоа мене ми асоцира дека се можеби бетонски структури кои што се лупат по површински, каде што гледаме со внесување во ивици. Тука нема метали, тука нема шипки како ние што правиме зградите, него едноставно огромни тежини камења кои што се како лего коцки сврзани една во друга и на тој начин они се во цврста состојба. Еве гледам и тука некои дупки за спојување. Би кажале сега како лего коцки, ќе се потсетиме, после ќе ви кажам зошто. Ова е премногу мало, мислам дека нема да се види, да, лоша е резолуцијата, ама ова е многу интересно, превртени некои градби, пак би рекол дека е Најверојатно од потопот превртени. бетон. Ова се Ако го слушате, син ми позади направи и зидини во Мексико, каде што оваа структура за да се добие не е клесано, не е длабено. Не знам за Мексико, ова може да е во Перу. Пума Пунку, мислам дека е ова. Може грешам, може и во Мексико, арно. Него пак би рекол дека е лиено, али ја имале техниката на цврст бетон, кој што денеска најцврстиот бетон заостанува за нив. Колку бетонот по малку упива вода, толку е подолго траен. Една едноставна забелешка дека ова всушност не е камен, зумира те молам малку сликата, колку е униформна површината, значи не е како камен структурата да е хетерогена, различна, туку буквално се гледа дека структурата е иста насекаде. Да. Еве некои посложени моменти ќе дадеме. Ево го. Значи, оваа спојка на камења, некој да ги глода, ја не знам колку години би им требало ако имале, како што тврдат научниците за во Египет, длето од бакар и со дрвен човек издудира под длетото. Прво, длетото е помеко од каменот, никогаш нема да може да направи рез на каменот. Овие изгледаат како матични плочи на компјутери, толку прецизно издлабени. Ова е од една поставка, ова не е споен саркофаг ли е што и да е. Ова е една поставка со се ивици, со се. Исто така познат е еден храм во Индија, каде што целиот е направен со одземање на маса. Кајлаш, мислам дека се викаше тој храм во Индија. Еве некој храм пилар, еве го. Овде нема ни еден состав. Ова е се исклесано од едно. Значи, со одземање на маса. Ја не знам која технологија ова денеска би го направила да добиеме ангелска технологија. Нефтелим. Вакви орнаменти. Да им доловам на луѓето дека тие цивилизации што биле пред нас, биле во многу поголема пропорција развиени. Имаме такви цивилизации и под вода, кои што стојат, значи, уште не се открива. Ова е познатиот диск во Египет, кој што немаат појма од метал, е направено најден случај, не знаат ни за што служи. Го немаат најден. Еве некои фигури, кои што од десната страна се фигури најдени во Египет, кои што и имаме и такви фигури и во Боливија најдено, кои што многу потсеќаат
на споредба со Space Shuttle од НАСА, односно со авионите. Само Има вака с- помалите слики зумира ги сашете му. Дел од овие малички авиони направени се во поголеми размери и ставено е мотор на нив и функционираат исто, полетуваат, може да полетаат како авион, такви работи. Да се Така гледаат да подобро. фати на цела слика добро, затоа што не гледам што гледаш, меѓутоа нема Еве се проблем. гледаат сега, значи, Да, овие го имам- Space Shuttles. Да. Авионче, класично авионче. Овде е направена реконструкција на плочата на гроб на инките, каде што се смета дека ете овој човек управувал со можеби некоја машина. Значи во нивни приказ како тоа би изгледало. Сега колку е точно тоа не знам што. Христијанството, односно Стариот Завет, тврди дека синовите на Бог во Стариот Завет секогаш се тврдело така за ангелите, не за луѓето. Тие имале своји светови со кои ги контролирале. Најважниот од нив е земјата. Земјата била дадена не на ангел, и првично, односно првично било дадено на ангел, а тоа било на Луцифер, на сатаната. И кажано е во Библијата дека тој често идел нагоре надоле, односно од земјата кон небото во таа димензија и носел различни камења, различни минерали, различни кристали. Значи, второто небо е небото на сатаната. Односно, во денешен аспект, Вселената е небото, е реалмот, односно е просторот на сатаната. Тој е ангелот на, како е кажано, he's the angel of the waves, something like that. Значи, он е ангелот на брановите, на просторот. Затоа не е незамисливо ако постоеле навистина тие потомци на ангели и на жени човечки да развиеле доволно добра технологија за да се оттргнат од оваа земја. На крај исто во Библијата во Откровение пишува дека Бог ќе им суди не само на луѓето на земјата, туку и на оние што ќе сакаат да се гнездат меѓу звездите. Значи, веќе има некои можеби такви потомци од овие џинови. Или самите паднати ангели, секако. Затоа што има еден стих во Стариот Завет што пишува и земјата беше без облик, а па друг во псалмите кажува дека Господ не создава без намера, без цел. Што значи дека он не може да создаде земјата без облик. Нели, кога кажува дека и духот на Бог беше над водите, претходно е кажано дека земјата беше без облик кога ја создал. Значи Бог не создава без намера, без добра намера. Значи тоа нема никаква добра намера ако е без облик. Што значи текстуалните критичари кажуваат дека земјата според еврејскиот јазик најверојатно, пошто го немаме, мислам дека на еврејски зачувано, но најверојатно е кажано дека земјата постанала без облик. Тоху во боху е терминот со кој е кажано тоа. Што значи дека имало војна и земјата е направена без облик, односно е скоро уништена. Дали е тоа падот на Луцифер? Можеме само да претпоставиме, но јас мислам дека е тоа така. Тој ќе кажам. И сега Майкл Теренџер ќе го прекадам. Не знам дали луѓето слушнале за Майкл Теренџер. Јас сум слушнал. Ќе истражуваат, значи ако не слушнале, ќе Одамна беше оле, Майкл Теренџер, man. Yep. Ќе си го запаметат името, ќе истражуваат. Да, Майкл Теренџер е основоположник на едно движење Ubuntu кое што има за цел да ги обедини луѓето на свесно ниво за да престанат веќе да се занимаваат и да се тепат меѓу себе, него да може да идат надвор. Утната инвестиција, брат. Значи, пак сака да ги обедини луѓето во една свест, сами да дојдат до совршенство и до мир. Нема сами никогаш да дојдеме до тоа. Никогаш. Ни треба нас спасител. Затоа што нашата природа е падната. Не можеме ние сами да се издигнеме до совршенство.
Затоа што сме веќе паднати. Веќе сме паднати. Не можеме да го допреме тоа совршенство. Така да сака да создаде нешто што со свеста ние ќе се направиме божества и ќе имаме совршен мир и сите кумбаја. Не може така, брат. Не бива таа. Во развој за да може цивилизацијата да обстане. Ова се наоѓа во Јужна Африка, каде што на карпа вертикална има отисок од нога и гледате колкава е таа голема нога. И има уште на едно место, сега ќе ви прикажам. Еве. Значи као во глина остатоци од некоја рака, од нога, гледаме споредба Ви зборев за джиновите, така? на нога. Ајде. Но тоа го докажува христијанскиот светоглед, тоа не го докажува светогледот на пантеистот или на деистот, туку само на теистот. И ако се задлабочиме во тоа тврдење, тогаш е тоа христијанинот. Ќе спомнеме и трагите на Ама овде буквално делува како кога се оставени тие траги да материјалот бил мек. Да, материјалот бил мек. Тоа е оставено. Како настануваат фосили? Еве, можеш ли да ми кажеш твое мислење како настануваат фосили? Фосил од некој животно, како ќе настане? Според теоријата, значи, тектонски поместувања кои што во себе, значи карпите во себе заробуваат живи организми и ги се скаменуваат после. Тоа е официјалната теорија. Така. Дали може, значи сега нели теоријата за настанок на нафтата е дека како изумирале суштествата паѓале на дното на морето, тие се претворале во органска материја, скапували, така настанала нафтата. Пред се планктонот, нели, што го има во морињата. Јас не знам колку жив свет има до сега, сигурно би го исцрпеле сите извори на нафта на земјата. Имам налетано на човек кој што 17 години истражувал како настанува нафтата. И он кажува дека нафтата е природен процес на соединување на континентите под вода, каде што континентот се топи со карбонатните структури на карпите во содејство со голема температура и вода, пошто водата е водород и кислород, нели, се добиваат јаглеро-водородни соединенија, а пошто има и песок и дел од земјата, сите тоа заедно измешано и дека нафтата секогаш се создава на длабочина од околу 150 км. Неговото тврдење дека кој ќе се буши било каде на земјата, на 150 км сите ќе дојме до тие нафти каде што во шуплината на земјата се наоѓа таа нафтата. Меѓутоа, нафтата под притисок се појавува на места каде што има тектонски промени и дупки, а тоа се отприлика на 7 км онаму каде што удрил метеорит, каде што после одреден период плочата се воздигнува и на тие места се наоѓаат најголемите бушотини на нафта, каде што е во Иран, во Саудиска Арабија, во Северно море, каде што се знае дека удрил метеорит, па дошло до промена на структурата на земјината кора. Овие делови, сега не знам дали ги гледаш, значи да, се артефакти најдени во Јужна Африка и се сметаат за најстар артефакт пак да кажеме дека некое свесно битие ги создало тоа време, затоа што ова не може да биде природно создадено со вакви линии по Да, ги знам овие артефакти, мислам дека 3 милиарди години, мислам дека нешто така лудо беше кажано. Се мисли дека овие линии ова е дека е земјата, овие линии дека се еквадорот. Барем имаше таква една теорија. Средината. Што мислиш колку е годината на овие? Колку ја сметаат спрема датирањето од геолошката ера каде што се најдени? Од прилика некоја бројка. Искрено не би знаел, значи. Ќе ти кажам 2,1 милиарда години. Ако ова постоело пред 2,1 милиарда години, тогаш некој имало суштества интелигентни кои што ова го правиле пред 2,1 милиарда. Освен ако не е затрупан од потопот. Години. И тогаш оваа теорија на еволуција на Јура Парк, на не знам што, тоа престанува да постои. Зашто? Има и друга теорија што пак ќе го спомнам потопот, зашто тој е клучен тука кога се збори за нафта, создавање на нафта, таа се создава под притисок, но се создава од фосили.
А фосили не се создаваат со секојдневни услови. Затоа не можеме да најдеме фосили пример во шума, затоа што тие се распаѓаат. Тие мора на брзина да бидат затрупани и така да останат под голем притисок, не само затрупани, ме разбираш, малце така заташкани, затрупани со огромен притисок. Тоа единствено може да се објасни со наталожување на стратата и тоа во навистина брз период. Не сакам ни релативно брз период да кажам, многу. Библијата каже дека за едно 150 дена мислам дека тоа е завршено. Потопот, што значи затрупани се цели екосистеми и затоа имаме многу нафта. И управо е што кажува дека не се наоѓа тоа на илјадници метри длабочина, туку се наоѓа на релативно мала длабочина, односно 150 на метри, затоа што нели затрупано е и тоа колку можело да затрупа, не можело илјадници да затрупа. Зборам за или кога се отвориле фонтаните за потопот. Така да има и таа теорија, постои дека од самиот потоп затрупани се цели системи, цели екосистеми и фактички на тој начин се настаната е нафтата, затоа што зборам не само животни, туку затрупани се цели шуми, цели прашуми, порано кажано е во Библијата на почетокот дека земјата била обвиена со шуми и во пареа. Значи имало влажност голема, имало многу шуми. Океј, доста брборам. Најдени се трагови во Индија, каде што на исто рамниште како што беше претходно. Да, Индија Саша. Ногата на некој си висок човек, на ист момент има поминато остатоци од трак на човек и остатоци од трак на диносаурус. И случајно открие. И има во Америка исто тоа го имаат најдено и самиот пронаоѓач на тоа ги има уништено тие пронајдоци. И едносно, ама се уште може да ако некој навистина сака да го докаже тоа што го има докажано, дека тоа се уништени пронајдоци. Односно, најдено е начинот како иницијално тоа е најдено. Во состојба каде што човечката стапка е над стапката на диносаурусот. It's crazy. Тоа е во река, каде што се откопуваат сегментите и ги наоѓаат овие трагови. И Майкл Теренџер, вакви градби во Јужна Америка има. И во Јужна Африка, не знам дали во Јужна Америка, во Јужна Африка ги има овој Теренџер најдено, каде што смета дека се биле некои домови за создавање одредени фреквенции, одредена звучност. Чекај да видам, не знам Сашо што ќе кажеш. Многу можете и од Google да ги гледате ако ги истражувате во јужните делови. Смета дека ова се резонантни комори за создавање енергија каде што функционираат и ден денес. Затоа ева така. Ова денеска многу потсеќа на циклотронот, односно магнетронот што го користиме ние во микробрановите печки. Тоа се резонантни комори каде што доаѓа до појачување на фреквенциите и фокусирање на таа фреквенција. И еве некои уште стари сликички од тоа време, каде што гледаме као нешто као капак од скафандер на статок. И ова треба да го прикажеме. Ова е диск најден во Боливија во еден рудник за јаглен. Го има истражено Клаус Дона, го има на интернет како документар. Клаус Дона, човече. Зумирах малку тема. Да, и ова го викаат генетски диск. Да, ова го има и фетусот прикажано. I know this one. И тука ќе видиме дека почетокот на животот на некое суштество што има особини као човек почнува од ембрион и завршува до создавање на нов живот. Ова е толку... Видете вака сега. Ова може, како човекот би го сознал ова, освен ако не распарчи бремена жена, со извинување. Значи, мораме да бидеме предпазливи малце на каков начин некои работи ги прикажуваме. Океј, тоа го знаеле, но тоа може да значи дека процесот на осознавање на вакви работи бил гротескен, што значи не биле тие цивилизации баш на највисоко морално ниво. Обично кога си на високо технолошко ниво паѓаш многу морално.
Така да треба да бидеме предпазливи. Друга работа, друга опција е што ако еве татунчо се занимава со овие работи со вонземјани, мислам дека пред некој време имаше некој човек што кажуваше како бил дали киднапиран од вонземјани, македонец, или бил контактиран со вонземјани, но како и да е, ако ги следите тие работи, ќе видите дека повеќето луѓе што го имале тоа искуство, што не се христијани, ако некојаш таква работа видите, само спомнете го името на Исус. Се ќе се расчисти. Ниеден злобен дух нема да ве допре. Има инциденти каде што вонземјани се појавуваат, ќе се спомне Исус, тие бегаат. Значи, дигресирам. Сакам да кажам, случаевите на киднапирање на луѓе од вонземјани претежно имаат искуство, лошо искуство со експерименти врз нив, од кои еден најчесто што се спомнува е одзимање на сперма од човекот, од семето од човекот. Така да ова ми наликува нешто такво слично, односно некое такво знаење, односно паднатите ангели и нивните остатоци од нивните синови, односно джиновите, нивните духови. Во книгата на Енох кажува дека тие се демони. Демоните се остатоците од мртвите джинови, затоа што тие не може да отидат во рајот, а се уште не е дојден денот на суд, и тие не можат да отидат директно во Аврамовата павуза, како да кажам, во средиштето на земјата, според христијанската теологија, во средиштето на земјата, пред христијанството се појави, пред воскресението, пред распетието, пред отплатата на гревовите, за човекот да се приближи пак кон Господ. Постоела дупка во земјата, каде што имало две области. Едната област била за праведните, односно за оние што верувале, им се сметало како праведност, како например Авраам и другите старозаветни пророци и другите следбеници, односно луѓето што правеле жртвувања во Ерусалим, односно старите евреи во старо време, каде што им се покриле гревовите, они биле во една област каде што имало, каде што било добро и не страдале, но друго било Шеол, односно другата област е пеколо, што ние денеска го знаеме како таков. И тие таму страдале, има парабола, Исус ја кажува за богатиот човек кога ќе оде у пеколо, кога сака барем капка да му се допре на устата, што осеќа жет. Како и да е. Паднатите ангели, нивните синови, не оделе директно таму, после нивната смрт, после потопот, нели били уништени. Туку тие, книгата на Енох кажува дека тие биле осудени да бидат злобни духови на земјата, значи тие патуваат на земјата. И ако гледате сите тие бели НАСА што ги има, сите тие снимки каде што има патуваат различни светлки, нагломенуваат, тоа се они. Тоа се тие светли духови, односно не светли, односно тоа се тие паднати ангели, духовите нивни. Сега, кога луѓето се киднапирани од ангели, имаат визии на плејади, односно на совршени битија, хуманоидни, тоа се паднатите ангели, што некоја се покажуваат како луѓе. И имаат визии на рептили, лоши, големи исто, како джинови, исто и плејадите биле джинови, нордици што ги викаат, и рептили. Тие се паднатите ангели. Некојаш се покажуваат како добро, некојаш како, нели, се маскираат како битија на светлост, тоа го има, нели, тоа е кажано за Луцифер, некојаш се маскираат како рептили. Значи, добар полицаец, лош полицаец. Но имаме исто и оние што ги викаат сивите, односно the greys. The greys, тие сиви мали човечки, мали хуманоидни 4 стапки, хуманоидни битија, тоа се вештачки тела кои нефилим, односно джиновите од нели без тела поради потопот, влегуваат во тие како нивни садови и влегуваат во тие тела, фактички тие ги инхабираат, ги живеат во тие тела што ние ги знаеме како денеска како сивите. И затоа тие вршат генетски истражувања од луѓето, со тоа што ги зимаат луѓето против нивна волја, најчесто не се христијани, и гледаат да извлечат генетски материјал за да можат да ги усовршат телата да се вратат на земјата на некој начин. Тоа е нивната цел. За да направи армија, затоа што 2/3 се поголеми во бројот добрите ангели од лошите. Значи тоа е нивната цел. Ова што го гледаме овде ми изгледа како
познавање баш поради такви работи. Поради работи што се случуваат кога тие паднати ангели, како што ги знаеме како плеади или рептили, односно сивите, нивните синови од джиновите, без тела, ги имаат правено воз луѓето, ги имаат тие експерименти правено воз луѓето. Затоа што имаме многу случаи каде што жени ќе имаат таква визија, што на вистина би се случила, ќе бидат однесени тамо, имаат тие дури не само прават научни истражувања и тоа го вадат семето од луѓето, односно или ги забременуваат одредени жени, туку тие имаат и самиот акт на оплодување го имаат заедно со човекот, затоа што сакаат да го црпат човекот од страв, од енергија, ме разбираш, значи тие не те сакаат, не се добри воопшто. Така да, тоа е моето видување од христијански аспект. Феноменално направено, што не знам денеска како би, може би го направиле со лазерски гравери, да. Ма најдено во Океј, ја мислам дека е доволно сега до сега. Ќе продолжам, сега сум околу 40 минути. Ова е долго, 2 сати, и имам многу што да кажам, така да ќе, а и на страна работам, пример, ова што е со каменото од Розета, плюс имам работа, мојата работа бара фокус во област на програмирање, така да морам да се фокусирам и ми исцрпува. Така да ќе продолжам с друго видео. И сакам да го завршам, баш сакам да видам за што точно разговараат. Сега за сега кажуваат, спомнуваат древни цивилизации, не вадат некои заклучоци, што е окей, иако асоцираат на одредени работи што не ми се јасни, но јас сакам од христијански аспект да кажам своje мислење. Така да се надевам Сашо и Тотончо нема да ми замерат, но мислам дека е само фер да го изнесам своето мислење како христијанин и за да не се занемари тоа мислење, зашто мислам дека е вистинито и мислам дека е важно. Така да, фала на сите што до сега останавте. Колку до сега трае ова, не знам, ама баја ги. Така да ќе се видиме следен пат, ако не се видиме за каменото од Розета видео, што би требало следи брзо. Имам друго видео за каменото од Розета за 9-тиот ред, каде што откриваме како се вика пешадија на древно македонски. Има и други интересни работи. Така да, фала ви штенаш и поздрав, се гледаме.